На последната седница на Советот на Скопје, по предлог на СДСМ и коалицијата, се усвоија неколку мерки во однос на унапредување на безбедноста на сообраќајот. Од поважните ќе ги издвоиме. Во рок од 4 месеци да се изврши мапирање на така наречените црни точки, односно опасни места. Повеќе пари за вертикална и хоризонтална сигнализација. Повеќе пари за пешачки премини со контраст во однос на осветлувањето. Градот во соработка со општините да утврди зони за смирен сообраќај. Тоа се места каде што автомобилите би се движеле со 30 км/ч, но и помалку. Да се формира Советот за безбедност во сообраќајот на градот Скопје, да се изготви план за поставување на дигитални мерачи на брзина. Градот да побара од Министерството за внатрешни работи засилена контрола, санкционирање и спречување на сите видови на прекршоци во сообраќајот, со особен акцент на така наречените ноќни улични трки. Останува уште неколку од нашите клучни барања, како она за ограничување на максималната брзина за движење низ градот на 50 км/ч. Бараме Министерството за внатрешни работи веднаш да ја спроведи оваа мерка. Дополнително ќе побараме и значително зголемување на буџетските средства за велосипедска инфраструктура. Велосипедите не се само рекреативно, туку и транспортно средство за голем број од граѓаните. По оваа прилика сакаме и да го поздравиме едногласното донесување на мерките во Советот на градот Скопје по предлог на опозицијата. Тоа покажува дека безбедноста на граѓаните не познава партии и така и треба да биде. Сепак мора да нагласиме дека дел од овие мерки мора да бидат и порано спроведени. Можеби тоа ќе спасеше и некој човечки живот. СДСМ и коалицијата интензивно ќе ја следат имплементацијата на овие мерки и ќе бараат тие веднаш да бидат спроведени. Проблемите со безбедноста во сообраќајот не се само на Скопје и скопјани. Затоа СДСМ и коалицијата наскоро ќе започне кампања за спроведување на слични мерки и во останатите поголеми градови во Македонија. Благодарам, ако имате прашање, поверите.